Благодарам. Почитувана колешке, дебатираме, посочуваме, апелираме дека огромна штета ќе се направи токму на мултиетничкиот карактер на нашето општество, за кој што овие луѓе овде од парламентарното мнозинство толку многу дебатираат и се повикуваат. Споредуваат закон за јазици кој што е донесен во 2008 година и изменет и дополнет во 2011 година, закон кој беше произведен од Охридскиот рамковен договор. И тогаш, почитувана колешке, на дебатата на тој закон, сегашното парламентарно мнозинство пена изфрла од устата кој повеќе ќе ги деградира албанците кои што живеат во Република Македонија. Камелеоните денес не само што имаат спротивно мислење од тогаш, тие истите одат надвор од тој рамковен договор и си одат против својот устав. И уште поскандалозно, почитувана колешке, дозволила европското знаменце да стои на законско решение, кое што верувам дека само ќе направи дополнително обременување на преговорите кои што Република Македонија ги води за влез во Европската Унија и НАТО. Ако јазикот, колешке, се смета како еден од одредниците со кои се одредува идентитетот на една нација, на една држава, на еден народ, ова што сега се прави со поднесување на едно вакво скандалозно законско решение под закрилата на европското знамице е невиден и крајно опасен преседан и крајно негативен пред се сметам во преговарачките процеси, конкретно со нашиот Јужен Совет, и џабе, почитувана колешка, од европското знаменце кое е поставено и кое што лебди во воздух, кога самите овие позиционери си ги ослабуваат позициите во преговорите со јужниот сосед. И ова ми дава за право да размислувам дека ова се прави се со една намера. Ова се чекорите кои што ова тенко парламентарно мнозинство така, како да кажам, меѓу себе си ги испланирало. Тиранска платформа, бугарски договор, двојазичноста, промената на унитарноста. Што е следно, почитувана колешка, да ве прашам? Промената на името. И која е крајната цел на сето ова? Се разбира, да ја нема Република Македонија од картата на Европа. Да ја нема Македонија од картата на светот. Овај македонски народ да не постои. Да го нема. Да не постои македонскиот јазик. Тоа, како да го кажеме, почитувана колешке, нека ни служи на чест на секој онај кој што ова го прави на македонскиот народ. Ви благодарам.